Кога ќе се спомне Кочани, неверојатно ретко кој нема да се потсети на белите оризови зрна. Во една друга белина, сјајот на снегот, Кочанскиот регион е познат и по убавата природа. На 20 на километри од градот е зимскиот центар Пониква, а на другата страна е интересното село Пантелеј, сместено длабоко во Соговските планини. Во зимскиот период тука има многу малку луѓе. Поживо е во летниот период од годината. На целото високо стои манастирот Пантелеимон, чувар на местото. Во дворот на манастирот е црквата посветена на светецот и малата црквичка пред манастирот, Богородица. Малата црква е изградена пред манастирот пред скоро 2 века. Обновена е пред неколку години. Внатре во црквата старото и новото се надополнуваат. За оваа црква постои легенда. Кога мајсторите ја обновувале црквата, сакале да ја изградат да биде поголема. Во приказната се раскажува дека Богородица на сон се појавила кај еден од мајсторите. Рекла дека големината на црквата е доволна. Тука луѓето не треба да ја заборават црквата. До црквата е изграден манастирот. Во конаците секој ден доаѓаат жителите на селото Пантелеј и го одржуваат, а навистина се грижат со целата душа да не изгасне името на светителот во овој крај. Во дворот се запознавме со баба Здравка и Милка. Жените што се тука секој ден раскажуваат дека за нив е вистинска убавина и се навистина среќни, што секој ден се во служба на манастирот. Како што вели баба Здравка, местото треба да е убаво и зиме и лето. Пензионерите од градот треба да ни подзавидат во каква убавина сме, се шегува симпатичната бабичка. Пролет ќе дојдете, лето тука е многу убаво. Јуни, јули е наубава. Сега да појдете одма е месец, нема да бидете никој излажен кој ќе дојдете. Трави да видите, иглички да видите, ама се мирис, дрвја, ливадите се се, китки која се рцъвте секаде и кај мене имам куќичката по една соба са една на А ова село од кога постои? Ти тука си израснати како девојче, така? Да, тука сум. На црквата беше направена манастир? Беше како не манастир и црквичката е правонаправена од ово е како се викаше Милка селото, те забравиш? Иличанци ли? Не бе, што се го правиле манастирот там пишувано тоа. Од Прибачево се почнале човеците се наприле. А зашто се вика селото Пантелеј? Не знам сега дали Пантелеј са се го понапред постави. Оно е било там доле село и мало, овам тука било па село и манастир там имаме. Бутнале са тука се наприле. Мој дедо лично предедо, а дедо ми татко, од там е донел таа водичка таму што викаме Церо. Е оваа чукичката што оде натаму и таму ни да птиња што се гледат. Па ту малку подоли има, Чардаци се вика местото, качил 90 ока камен. И го е донел и на манастиро го е тука донел на това и кога го пуштил и вика ох, човеко не се изморил. Ох, шо убаво го донесо, значи така е нешто рекал. Името на манастирот е посветено на личникот Пантелеимон, бидејќи насекаде околу манастирот има вода. Жителите на селото веруваат дека водите се лековити. Еден таков извор има и во близина на манастирот посветен на Света Петка. Откако ќе затопли времето, пред чешмата има многу народ, раскажува баба Здравка. Тука имало многу привиденија за изградба на кладенци. Рекла копете тука, они копали, излегнава водичка, викали бабо, па не е злато, ово е вода. Рекла деца, од ово по-злато нема. Ова е вода лековита за очи, за се. Тоа е доктор. Пантелеимон е лекар, доктор. Теја лежа и рекла тука манастирот да се направи.
со лековита вода има и во самиот манастир. Изворот е веднаш под иконата на свети Пантелеймон. Се верува дека манастирот го добил името на овој светител, кој својот живот го посветил на лекување на болни луѓе. Приказната за овој манастир не би била целосна ако не се раскаже приказната за светецот, чие име значи се милослив. Уште како од дете светецот бил воспитуван во христијанската вера. Тој учел од свештеникот Ермолај да лекува луѓе. Свети Ермолај го засакал Пантелеймон. Свети Ермолај живеел со два други свештеници и сите тројца биле преживеани од масакарот на 20.000 христијани во 303 година, кога се враќал кај учителот. Пантелеймон видел мртво дете на патот каснато од змија. Првиот впечаток бил страшен, бидејќи живата змија лежала до детето. Кога ги повикал зборовите на старецот за Божјата благодат, тој се обратил со молитва кон Христа за помош. Наеднаш детето се разбудило од сон, а змијата умрела. Пантелеймон многу се израдувал и веднаш побарал да биде крстен од Ермолај. Тој веќе станал познат лекар, кај него се обраќале многу на помош. Наблюдувајќи ги неговите дела, лекарите дознале дека Пантелеймон ги лекува затворениците, христијани, и затоа се пожалиле кај царот. Царот, кога го повикал, го праша каква вера исповеда и му рекол дека треба да исповеда верата на многуте богови. Тој му рекол: јас сум се откажал од лажните богови и го прославувам Христа. Потоа го замолил императорот да донесат некој болен од кој лекарите одамна кренеле раце и рекол дека тој ќе се помоли на живиот Бог и ќе го исцели, предизвикувајќи ги незабожните лекари да го сторат истото. Луѓето донале некој парализиран човек, кој сиот живот бил болен. Паганските лекари се молеле на нивните идоли за исцелување на болниот, но ништо не се случило. Свети Пантелеймон се помолил на Господ Исус Христос и болниот бил излекуван. Императорот се разјарил, го убил излечениот, а Пантелеймон го дал на измачување. Биле доведени и тројца свештеници кои го вовеле во христијанската вера. Тие исповедале својата вера пред императорот и биле обезглавени. Свети Пантелеймон бил луто измачуван, но сепак ги преживувал маките. Разбеснет, Максимијан наредил да му ја отсечат главата. Војниците, сакајќи да му ја пресечат главата додека се молел, останале вчудено видени кога нивните мечови се стопиле на неговиот врат. Откако завршил со молитвата, се чул глас од озгора, како го повикува. Војниците биле преплашени, но Пантелеймон ги повикал да го извршат тоа што им било наредено. Потоа неговото тело било фрлено во оган, но не изгорело. Христијаните го извадиле од огнот и го погребале неговото тело. Тоа се случило во 305 година, а дел од неговите мошти може да се најдат во неколку манастири и цркви во Романија, а дел од нив почиваат и во рускиот манастир на Света Гора. Во овој дел од Кочанскиот крај, духовниот мир го чувствувате и на час 2. Сјај на регионот во овој период од годината може да го доживеете во Осоговските планини. Прекрасни денови може да поминете во приубавата Пониква, иако во градовите снегот веќе е стопен. Тука е вистинска зимска идила. Сончевите зраци, чистиот воздух, белината на снегот ве пречекуваат на 1500 метри надморска височина. Освен прекрасната природа, тука ве пречекува љубезниот кочанчанец Никола, но сите го знаат како Мице. Мице со години работи на развивање на туризам на Пониква. Се наоѓате на 1505 надморска висина на планината Осогова. Местото се вика Пониква. Пониква е оддалечено 22 км од Кочани. Има идеален пат, асфалт, кој се стигнува
побрзо се стигнува по идеалниот пат, разбираш ли. Јас сум сместен на 1505 надморска линија, како што кажав. Имаме шума борова, смрча и други шуми. Како е овде? Едностоп ли живеете ли? Да, јас сум фактички преку цела година сум овде, разбираш ли. Оти гости ни доаѓаат и есен, и зимо, и лето, а и фактички работа има да се одржава самиот обект. Ние си го одржаваме. Ово е семеен бизнис. Со жената си го работиме ние сами. Доаѓаат гости? Да, доаѓаат гости од Куманово, од Скопје, од Штип. Што им нудите? Дали ви им организирате некоја прошетка? Па има разни прошетки. Осоговијата е многу убава, блага планина, која има да се прошетат летно време, да наберат некои чаеви, малини, боровинки, да наберат и некои соточуци да возат пред некои пешачи планинари. Има понуда осого, доста има понуда да се понуди на секој гост, зависи од возраст. Мице е познат како голема атракција на планината. Со неговите хаски кучиња, кога доаѓале гости за време на снегот, тој ги пречекувал со санки и хаски. Гостите уште на почеток на пристигнувањето, авантуристичкиот дух ги пречекувал во планината. За жал, хаските дел му биле украдени, а дел удавени од волци, кога ги снимало од дворот на Мице. Вие правевте атракција, стигнување до вашиот имот со хаски. Па да, Што се случи со хаските? Па да, јас имаше одгледалченица со хаски, ама нешто волците ги изедоа, нешто и ги украдоа некои луѓе, така, сега сум без кучиња сега. Планирате повторно? Па да, планирам сега исто да ново ведело да си подведеме тука за да си продолжи традицијата. И интересно ли им беше на луѓето? Па да, интересно да ја фактички сега како што гледате не може да се стигне до мене со кола или било нешто. Фактички санката ја телија кучињата и фактички нивните ствари ги носев јас со хаските и со санката. Атракција беше сака. Да, дечињата се радуваа, тоа гледале се го некој филм кај войски, Америка, Канада, разбираш ли, и тоа ми желбата беше да го понудам исто на гостите, фактички како една атракција. Значи ветувате дека хаски... Ветувам дека па некој ведело ќе подведеме за да продолжи традицијата. Како се сноѓата, какви кучиња се хаските? Па хаските се миролюбиви кучиња, дружелюбиви, разбираш ли, со тоа, а работливи. Фактички кога се дресира онда теглене санката, они уживат во тоа теглењето у санките, они се специфични за тоа, се и родени. И вие имате куча? Па да, сега шарпалинка имам тука, дружам се со неја. Куча нема. Куча нема шанси да имате имот без куча. Да, нормално, да. Тука се доаѓаш у планина, они се гласници било на волк или на некој човек кој ќе дојде да залае фактички нешто, но кеска. Но сепак се многу. Многу се питоми, знаеш, овака и шарпланинецо и хаските. Како се вика? Она е Луна се вика, женка е сега, млада 1 година. И така сега почекуваме принова и од неа сега. А што апелирате, ве кажувате дека толку време работите со оваков бизнис? Некако луѓето како да забораваат на источна Македонија. Што мислите дека би можело еве нешто да се промени позитивно во дело дали луѓето почесто да доаѓаат, да се подобрили инфраструктурата, што е потребно? Па ја мислам дека некоја пропаганда треба да се направи, како вие сега што ние дискутираме со вас исто, пропаганда да се направи, инфраструктура да се нешто направи и запоставено е. Не е финансирано 50 години, сега ние како приватни, толку приватен сега толку можеме да финансираме. Али со ова идеален пат сега, со со доваѓањето на полицијата, со што имаме 2-3 мотела, разбираш ли, може со голема промоција да особено да успееме исто да го направиме како некој Марово и Шапка, него барем до ни да бидеме блиско. Пониква е питомо место. Искачувањето по неа не представува напор, туку уживање. Мице рече дека на Пониква исто како да не сте биле, ако не се качите на местото каде се гледаат скоро сите планински врвови во Македонија. Со нас дојде и шарпланинката Луна, верно куче. Вистински пријател, ја пофали Мице. Луна нема да дозволи сами да пешачите ни шумата. Стигнавме на надморска височина од 1600 метри, местото кај црквата Свети Васили. Од тука се гледаат врвот Солунска глава и високата Попова шапка. Па фактички сега ако погледнеме на запада, ги гледаме Шар планина,
и фактички Штанов планина кон северниот дел тоа е Брезовица фактички, на средината доаѓа Солунска глава, ако погледнеме малце још надоле ќе го видиме Пелистер фактички. Значи ги гледаме сите планини како на дланка. Зошто Пониква се вика Пониква? Па фактички Пониква се вика нешто поникнува. Тука се биле фактички и многу се стока чувала, фактички да кажеме васи се биле тука и тука се имале куќи се правиле преку летото и тука се стока чувале овци, стока и затоа се вика Пониква. Значи нешто поникнува, не поникнувале се нешто се раѓа. Самиот збор кажува. Тоа е. Овде погледот ви застанува на старите разурнати куќи од Првата светска војна. Сега се навоѓаме фактички на 1650 надморска висина, фактички местото се вика Пониква. А овие згради што ги гледаме тука од 35 до 40 година, тука се биле српската војска, тука фактички позади мене, точно што ги гледате ова, тоа е пекарата била и куњата фактички, тие сега се рушевини. А сега фактички црквата наша, мислам, треба како ги конесас да ги изградат, да ги реновират. На овие згради сега што се рушевини. Што се случувало, зошто овде била српската војска? Па фактички они се тука на обука биле фактички, местото и одговарало за некои се лечили од болести од тифус, стратешкото место било кон Бугарија и се мисле подолго време да останат тука на Пониква, али како со почнувањето на Втората светска војна, они се повлечуваат и фактички гледаме и какво издание се сега. По исцрпната прошетка уморот брзо ве стигнува. Денот полека се намалува. Се вративме назад. Секако, чистиот воздух го отвара апетитот. Титка Стојна, сопругата на Мице, е главниот кувар. Позитивна и комуникативна жена, но камерите не и се умилени. За неја најголем успех ни раскажа позади камерата се насмеаните лица на гостите, откако ќе ги пробаат специјалитетите. Ние пробавме кочанска пастрамајлија и гравче. Вкусот мислам дека треба да дојдете кај Мице за да го пробате. Пониква е преубав крај, но како што велат овде е малку подзаборавен од гостите. Мице со порака, неговите раскажувања за осоговијата да не останат само сенки, туку луѓето да дојдат и да уживаат во природата.